Колку знаеме за Вардар? За реката Вардар. Знаеме дека извира во Вруток, дека до селото Богородица се вика Вардар, а од селото Богородица до Солунското пристаниште се вика Аксиос. Нашата најголема река, река која лично за мене и за мојата генерација буди многу спомени и река која полека умира. Денес зборуваме за Вардар, за нашиот омилен Вардар. Вардар е македонски, ти ја гнасиш Македонија. Македонија. Тоа е најточно. Добро вечер. Добро вечер. Колку од вас знаете дека реката Вардар го добил името во чест на римскиот перфект на Скупи, што би се рекло газда, градоначалник на Скупи, кој се вика кмет. Вардар Склир. Колку фасцина. Вардар Склир. Се викал така фраеров. Тој Вардар, тој Склир, истиот тој лик, го спасил градот од поплави, со тоа што го регулирал течението на реката Вардар. Инаку зборот Дарја е персиски збор и значи море или океан. А Вардар, реката Вардар, Реката. да се разјасниме, била пловна и со сплавови. Пловна, и сега е пловна. И сега, ама сега со коли поиш. Да, не само со една. Да, извини. Била пловна и со сплавови се пренесувало Така е. пченка, дрвја, сирење. Еден сплав знаел да тежи до 6 тони. Замисли. До 6 тони. И од Велес до Солун пловел само за неколку Не часа. само што пловна, туку и пливна. Така Јас во е. моето Да. детство, Кико, живеев на 50 Ете метри така. од градската плажа. И своето детство сум го поминал на песочна плажа покрај Вардар, која имаше спасувач, И Анче, како те викаше, јас знам за овие приказни. Да. Анче, иде како те викаше, викаш? Игор, ручекот! И ти се, како во градиште во автокамп, Јасно, да. наместо приколка вистинска куќа која се наоѓаше на... Вау. Така да, сите убави спомени врзани за моето детство се токму врзани со Вардар. И риболовците кои фаќаа риби која се истиот ден се пржи за ручек, а сега... И тоа мирисаше на риба и Не на сум сигурен свежа. дека е така, нашиот Вардар за жал е умрен. Умрена река. Точно. Биолошка смрт. Биолошка смрт би поточно, би ја нарекле ние. Низ него тече Да. се освен она што треба да тече. И сите овие наши омилени шпорети, печки, греелки, стари телевизори се уште може да се најдат на штандовите на дното на реката Вардар. Да. Дали знаеш дека колку повеќе селектираш, толку повеќе можеш и да добиеш? Пронајди ја најблиската Пакомак повратна вендинг машина и отвори ја Екомак апликацијата. Ако ја немаш, превземи ја на Play Store или на App Store. Внеси го твоето име, презиме, имейл адреса и креирај лозинка. Кога ќе слушнеш, тоа значи дека вендинг машината успешно го прочита твојот код. Сега можеш да го ставиш шишето или лименката во машината. И запомни, дното секогаш е напред.
Кико, ти не го знаеш ова, ма кога бевме млади, Весна и јас, најпопуларна песна беше од Вардара па до Триглава. Знаеш таа, за бившата ни држава, која сега може комотно да се прекрсти во од депонија до екологија. Од типа Триглав е. Планината е Така е. Питоа синоним за нешто екологија, чисто, за освестена. нешто еколошки Така е. совршено. Да. Ајде краток час по географија. Инаку овие часови ќе му ги предадам во наредните епизоди на Игор, не знам зашто сега јас. Значи, таа е најшата најдолга река 299 километри. Од кои 188 во Македонија. Во Македонија. Тоа е многу битен податок што многу малку го знаат. Кажа Игор дека на времето се ловеле пастрамки. Ако Игор го памети Вардар од своето детство, јас го знам од раскажувањето на мајка ми и татко ми. Градска плажа, па не знам, се бањале, па се прцкале, па се брчкале, па се Кајаци, кануа, пловац, плавови. На гуми си се бањале. Со тракторски гуми, со тракторски со гуми си пливале гуми, децата. И при тоа нема, кој гледаш фотографиите од Вардар, се вака слаби, сите супер изгледаат, сите се фит. Татко ми, да речеме, беше рибар до својата смрт, но одеше само во Дојран, а Вардар не ловеше риба во Вардар од својата 16-17 година, кога тогаш, значи ова е 50 и некоја година, кога забележал дека не може повеќе да се лови и така почнува да ги истражува топонимите за да лови риба и Дојран највеќе го бендиса последните 10 години од неговиот живот. Добро, и друг вид на риболов, ова е рече риболов, тоа е езерски риболов. Ако тој и на река, тој И и на пчиња ловеше. немало пастрмки во Вардар, никош не сум кажал такво нешто. Не за пастрмки, за рипчиња кажа, се извинувам. Сега, се фаќале и ракови. Ова е фасцинантен податок. Тоа е доказ за чиста река. Така Тоа е, е доказ за Во чиста Вардар, река. тоа е знак дека е тоа чиста река и имало флора и фауна. Уствари, вие колку поразлично сте го доживеале Вардар од мојата генерација. А вие воопшто не го разбирате, не го доживеале. Ова За вас е тоа обична река. Ма не е ни река. Не е ни река, тоа ништо не е. Според нас тоа е само поим. Вода. Ни вода, не можеш да пиеш од таму. Да. Овие приказни што ми ги кажувате, сте пливале, сте риболовеле, тоа ми е стварно мене неверојатно. А и неверојатно ми е како е воопшто возможно толку да се убие една река. Значи, масовни убици сме ние, луѓето. Велат дека само кај Вруток е чист Вардар, како што кажа ти. Од кај што извира. Од каде што извира. И по пат, он се расипува. Така е. И кога беше актуелна топилница во Велес, дали знаете вие дека секои 3 месеци имаше поморна риба. Значи, од Велес до Неготино там немаше ни поморна риба. И сето ова загадување води до 5-та класа на загаден вид. Многу страшно е тоа. Значи дека нема да може ни нога да стапне. Не, уствари, значи дека не може нога. Јас стапнав на една реклама и грозно е. Грозно е? Да. Ја не знам само овие уште има. Кога трчам по ке уште има некој што риболова. Тие се секогаш многу чудни приказни, мене ми се Нема, тие се рибари будали. Он лови за да лови, не за да улови да јаде. Не разбирам се релаксира. Јас не можам да го психотерапија рибарењето. Он е избеган од жена му, тоа е. Најточната да не седи дома. Сите мерења се надминати, параметри, нема што да домерат. Нема, тоа е. Се има во Вардар, фосфор, олово, отпадни води од фабриките, страшно. Да, и така сме директно загрозени сите, отишом реката е загадена. И сето она што е околу реката исто така е загадено. Ама ајде што се случува со околните ниви. Значи има ниви околу Вардар. Таа почва трпи вода. Никога бевме млади, Весневе, нека ти текне, никој не зборуваше за Вардар да му се не види. Вардар е македонски, Јонче Христоски, Вардар, фудбал. Толку сериозно? И денеска... И при поголем дожд, нели како се изливаше? Не сум видел ни една дебатна емисија за проблемите на Вардар. Насловна страна на некој дневен часопис, Вардар, помор, нешто да менуваме, нешто му. И кога ќудиш да гуглаш за Вардар, за реката Вардар, кога сакаш да истражиш да прочиташ нешто, прво ти излегува ФК Вардар и река Вардар. Значи не излегува река Вардар. Нивите. Ај се вратиме на нивите. Нели одгледуваат, имате земјоделци, Зеленчук, Овошево, Скопски, приградските. И тие се не само што се загрозени тие кои што одгледуваат, туку и ние кои што јадеме, а и нивните семејства кои што па се хранат од истите тие. Вардар трпи насилство кое што е еднакво на криминал. Тоа не е добро. Се прават мобинг трпи. Така, булинг. Се трпи нелегални вадење на песок.
сепарации кои го менуваат водостојот и тоа трае со години. Тоа не е 6 години, тоа се 30-40 години наназад. Дечки, некогаш И имаше наруш- регата од Регата, Вруток така е. до Гевгелија. Значи пловен Вардар, се со Пловен. чамчиња, не со бродови Небитно е, ама со- пловен бил. Пловно, сега не Ето, поминуваме. затоа имаме сега. нарушување на екосистемот и стигнуваме до оние фамозни галии во Скопје. Верувале вие двајци или не, тоа се едно од најголемите екоциди, значи најголемото нарушување. На речното течение на Вардар го имаат направено галиите. Да, и Од тоа во има- центарот на градот, каде Да. што е половина од Половина. коритото на реката потопена во... Да. Јас не знам со Во кој памет ги донесен- направи. Па немаат памет тука, нема памет. Јас се не знам пре- со кој памет ги изградија тие мостови. Па нема- Ги изградија стајле. Не, многу е скулптури многу е некои. поточно прашањето на кого му Текнал. Текна. На Како кого му му Тоа треба да да. ти текне, да си. Да, не знам што треба, на која психотропна Не. супстанца да си да ти текне една вечер. Чекај сега да изградиме не Мислам, и за ремек дело, и за тотална глупост, треба си талентиран човек. Така е. Стварно, да. Ајде, Мост Током и мостот на уметноста имате забележено ниски се. ниски се. И ако има повисок Не можеш ни да водостај, се утапаш, ни да скршиш нога, ако Не сакаш можеш. нешто да направиш. ако има повисок водостај или како што вика баба ми, кога ќе надојде водата, Кога ќе најдојде водата. може Вардар да излее. Така е. И не дај Боже, ако отидам Не, па со излева, женско, например. Шо? ако Шо, ако отидеш со надојде женско? водата, ќе треба... Па што, ќе се спасиш човек. Ама нема да се удави Добро, таа. и можам во да ја време така бацам Кеј човек. која стана популарен и така се како да бидеш фраер, па шетате покрај Кеј, па така добиваш неодолива жилба, така да ја бутнеш во со леди бамп, бамп, и со Особено време ако нешто падне и не ти Боже Време даде, ќе те спасува. тратка вода. и Боже ти ја спасуваш, да. Да, и имавме финта на Кеј. Ова може да ти го продавам, ако сакаш. Ајде. Значи, ќе пикираме женска, згодна, која знаеме дека често е на Кеј. Значи, или оди на работа се враќа. И сега имаш финта, да речеме, неколку верзии на ова, но најглавната беше, нели на секои 100 метра на Кејот има скалички кои водат кон плоштадот, кон трговски, да се качиш на тоа. И она поминува и ние се спуштаме двајца копилјаци пред неа, оно женско, така. Добре да се извинуваме колку е саат? И она, 3 и 5. Фала. И она си продолжува, ние по скалите се качуваш, трчаш и ја чекаш кај наредните скали седнати. И она пак поминува, добар ден, саат колку е? И она сега не гледа, онака, дали се ова исти, ни кажува пак трат, ние будали, пак на следниот ова ја чекаме и на третиот веќе, мрш бе, купила си. И тоа Така ние треба фраери ти да текне. се, тоа треба да ти текне на вистина. Не ви текне на вас младите. Ништо, ништо, ништо. Вакво нешто не. Е, сега, ако ги гледате ни фотографии од минатиот век, 40-та, 50-та, се до поплавата, 62-та и земјотресот, има едно покрај кејот, па нели има као подпорен столб, има теревниче кое што е 3 чекори. Да, како зелен појас еден смешен, се да. малку, да. нели? Да. Е, сега, со последните 15 години нели изградија патеки. Нели изградија Клупи, скейт канделабри, клупи, се скалички. бетон, бетон, Да, бетон, да. бетон. Ја да речеме, кога бев на времето кога се заљубив и тотош не сум се заљубила, джогирав на Вардар и така мене многу ми е судбоносен Вардар, не ми е баш нешто за евоцирање на спомени. И не ги заборавите. Врбите, Врбите. да. врбите, Да, човек, што бараат врбите? Тоа се како сакси со метално ставени. Туп. Па градската И се- плажа, Ау, и новата тоа. градска плажа. Па во тоа што Златост, сега да. нели баравме ние во менете, не знам дали се сеќаваш, тоа е градска плажа, па баравме фундус да ни го даде градот за да може да ги ставиме, оти тоа е веќе неупотребливо, кога е веќе изградено да имаме фундус, таму не ни го дадоа на МН. Од таа пловна точка, таа Да, од твојата, мојата, да. под мостот Гоце Делчев, знаеш дека може Порт Весна да се вика? И се согласувам Е, на тоа. порт ќе има по твое име. Само нека платат нешто. Да. Иначе само тој мост не е изграден со да, столбови, тоа е, што да. значи дека него нарушува коритото, а Да. не за разлика од овие Значи можеле и другите, овие ти што Точно. ги спомна да ги изградат без овие
како се вика, романтичниве Тие каде што мостови. ќе се шеташ со женските, да. Зашто столбовите собираат ѓубре Така и отпаден шут. И за некои 10 години галиите може да бидат вистинска причина Вардар да Ако стане не ги депонија. симнат во најскоро време, Не, Вардар е депонија, што да стане да, што депонија. не него ама и Да. тие треба да ги Сериозно. симнат, знаеш, за доброто на сите, за доброто на... И многу диви Иначе- депонии. И од двете страни на превод, не толку надолу, да речеме после тунелите од Демиркапија, кон Гевгелија, кон Прдејци, таму тој дел не. Но ваму да речеме Неготино, нели има хемиска индустрија тука, Има. Велес на времето, тоа беше најзакон. И во тој дел, кај што дедо ми Петре ги вадел најголемите сомови, сом се нема појавено таков капиталец многу одамна, затоа што река што претрпела толку помори на риба, едноставно, Не може... каска со времето и рибарите не може да го фатат она малце што останало. Што останало. Да. Многу диви депонии има и ова е најпозната Вардариште, Оф, таа е кај што е страшна. замисли и шелтер центар Шелтер за за кучињата. кучиња. Па дека е така, дека е отпад кучето улично, па така и Така е. фрли го на Вардариште. Па нели е ужасно таму? Е. Па кој ми гарантира мене дека тие кучиња не јадат од Јадат како Од не доле, јадат. Како не јадат. Јадат. многу ужасно? И јадат и овци, јадат и крави, и коњи, и магариња таму. Што да прават луѓето? Ги носат, ги шетаат на прошетка таму. Да, многу е страшно. Тоа е директно загадување исто така на овие отпадни води, овие депонии на површинските води. И е алармантно затоа што тие води при првата анализа укажуваат на контаминација, значи на загаденост. Има постојана пак која епизода поред зборуваме за пречистителната станица, која што е исто, како кажа, ако се сеќавате и професорот, дека е капитален објект за градот и никој ништо не зборува, не се бавиме на таа тема. И пак да си повториме, за да запамтат, а и да им повториме на овие што не гледаат, дека таа трубарево пречистителна станица треба да се заврши до 2030-та, а втората 2045. Ја, Игор, па ти кажам право, кога си израчунав, бебо, нема ние да доживееме. Трубарево, ни пречистителна станица. Ке си дојдеш ти во Дојран, ке си го продолжи живот. Да знаеш дека јас ќе се пензионирам со тебе, па ќе си шетаме кучињама, баш ќе ме едуцираш, и дека си отпишан и ќе ме запишеш во некој планински тие. Ќе те запишам, ти Ќе ме само ќе дојди. Ете така. И ова се и ги чинило до сега се 136 милиони евра потрошени пари на пречистителните станици кои што се во фаза нели на почнување. И мене ми е фасцинантно колку милиони евра трошат и само се редат бројки 136, 200, 80. Не можеш да ги прочиташ нулите. Ти можеш. Некои бројки што си ги напишала ти и мене ми требаше време да сватам колку многу пари се тоа. Ужасно. До 22 век нешто ќе биде, ќе се, не знам, може, да се не надевам. знам, може Ама, твоите еве. деца, не знам. Има една добра работа во оваа депонија со Која е Вардар. таа? Која е добро? Кажи. Тоа Подобро е ѓубре што има. цел штетен состав Добро. на Вардар се влева кај Грциве во Егејско море. И ние сме на некој начин, извозници на штетен материјал. Да му Нешто умре ние да му бидеме умре добри. козата на комшијата Да, работа. така, се. точно. На Не нашите би се сакани Ама соседи. да, За- работата е што и знаеш како, кога ќе ги земеш, да, тоа е точно, но веројатно они па имаат подобар систем од нас. Точно. Предпоставам и затоа што се во Европска унија имаат подобар систем од нас за разлика од Точно ние. сакав да го кажам. Сваќа некој од овие што ни водат дека Да. прекршуваат конвенции Конвенции. меѓународни со сето тоа што дозволува За да му се човеково случи. право, Не само на за- Вардар, на сите реки во Македонија. Да не правиме обид за Брегалница. Како дете сум имал прилика да присуствувам на такви помори на риби. Тоа било траума за мене да гледаш Страшно. ти една огромна река како Брегалница, како на неа пливаат побелена од риби. Не ја гледаш реката од рибите, луѓе. Дако сега јас кога што гледам, знаеш ова што се случува со китовите, со делфините, и ја вака гледам. Да, не можам, видам. не можам да гледам. Исто, не можам. И Тоа што само професори и научници го велат за Вардар, никој не го разбира сериозно. Сите градежни инженери Извини Весна. За да го разбере сериозно, прво треба да има национална стратегија. стратегија, да. Нема тоа. Ти замисли да му се случува
ова што му случува на Вардар да и се случува на Темза во Леле, Лондон да. Да. или на Сена во Париз. Нема Па шанс. тоа светски проблем ќе има, тоа CNN, BBC, тоа Сите ќе ќе трубат, ќе зборат го за решат веднаш проблема. Не, овде се уште ние, ако сте забележале, се уште има накви вреќи со песок, за да ако врне нешто да не... Па ние, МНТ се поплавува од што е изграден до самиот брег на Од Вардар. театарот се гледаат точно тие вреките од гардеробите. Мала наши се сцена гледаат. ни е по 10 пат поплавена. Продолжите со седмицата. Ако сега го решиме проблемот со Вардар, Да. што правиме со мечките, кажете? Стојанче одговорен за А? нив. За кои мечки, бе? Мечки. За Има кои меч, мечки? како не знаеш за мечките, се паси. Онде, он уште е на кеј уште со девојката. Мечки, бе, Кико, мечки. Ги видел некој? Како не се симнуваат затоа што се гладни, се симнуваат и јадат, има фотографии како јадат од депони мечка, мајка со две мечиња, да, оние што се стапици, фотостапици ги викаат. Леле, ужасно е ова со мечки, бе, Да, тоа е стварно Да. вистина. Па ти во Козле живееше, Вигор, нека ти кажа. Да ви кажам, извини, пред да кажеш, само мечка немам видено. Имам минатава зима видов А лав си лисица. видел во живо? Не. За во живо зборуваш. За во така? живо. А па што викаш Ама и само во- мечка не си видел? Ама Значи ти си све во друго. Козле, Лисица, точно под вол, планината, ќе вол, видиш и видел, мечка. лисица. Сом ќе видиш. Смок имам видено, лисица и ми станува уште мечка да видам. Очекувај И мечка. лав ти си треба да видиш. Оваа и зима книга. очекувајте мечки, ова морам да го кажам. Не кажувам пред колку време и каде точно, но во едно малечко место во Македонија бев во близината сместен, зимно време, и одев многу често во првото село каде што имаше продавница. Јас кај што бев сместен, немаше продавница, морав да одам таму и одев често и секој ден се гледав со домакините и еден ден видов дека не свири музика во тој угостителски објект кај што седевме на сред селото, прашав што е работата, ми кажаа дека мечка го изела поштарот. Леле. Тоа беше шок за мене. Значи, луѓе Поштаров- кои ќе ти кажат, значи му е нашле раката со саатот. А каде шетал Поштаров? Поштарот на точак. На точак, значи таа се симнала до урбаното Таа место. имала мали меченца Да. во потрага по храна. Храна. Човекот службено си возел, налетал на неа и еве ви кажам каквата. Така да ова се што се случува, не дај Боже така да заврши пак. Сега нели имаше блиски средби неколку, Имаше за близко. среќа И немаше не е жртви. решение да се тепаат мечките. Или не знам како што викаат одстрелува, не, треба да им затоа што е најрушен целиот систем, целиот ланец на опстанок, ти треба да Постојат национални паркови Парк, кои се па- претвараат во резервати. Вати. Тие резервати Така можат е. да бидат од затворен тип, еве сега нешто слично семејството и татови сака да направат на едно езеро над Дојран, Ма, на браво. едно мало езеро и баш ме однесува во прошетка да ги посоветувам што би можело и сакаат се што е животно во Македонија да го заштитат со тоа што ќе го однесат горе и ќе му дадат идеални услови за живот. А убаво знаеш како- зошто се знаете зошто се симнуваат така мечки, волци, ти што гледат? Не, ама затоа што се повеќе и повеќе има инфраструктурата оди нагоре, се шири. Да, и нема што... Нема им го ја нарушуваш природната средина, а тие се научени на друга средина каде што обстануваат и живеат. Тука се прекинува ланецот на исхрана, изумираат животинските видови кои што допред извесно време тие се хранеле во ланецот на живот и чао, пријатно. Тие однемукат, јас сеќавам лани, кога на Марков манастир, тој еден овчар ми вели до тука до реката вика се симнува волкот. Да. Затоа што нема храна. А волци вели никогаш не се симнувале, сега се симнуваат до реката. Што значи ако Што се е? намали Не, а од градење? друга страна се вознемирени Така е. како животински свет од цивилизацијата што викаш ти се Да. качува нагоре кон планините. Така е. А Тоа е они страшно. сакаат да се спуштат надолу. Да. И тука настанува тој судар, тоа е. Што значи ако се намали градењето во тие природни средини, дека ќе се намали страдањето на мечињата. И не само на мечките, на сите животни. на сите животни. Кои што днес елени, не знам, има диви свињи, се има. Јас знам дека во Македонија имаме само кафеава мечка, Да, таа е заштитена. заштитена, ама се бориме и против незиниот опстанок. Да, не. Загрозена е незината врста. Сега има ја Па и за некои... мечки не бива. Не бива за нас, не бива за мечки, ама
Повелете за мечките, имате да кажете дека се Па и враќаат. јас мислам дека е време за гостинот. Ајде да само за да ти докажам за мечките има еден податок, чека да го најдам. Мислам дека е тука и ќе завршиме. Многу малку е бројот на мечките. Сега ќе ти кажам да не Во Македонија? импровизирам. Да. Сега дојдам каде го имам. Тоа е едно тоа, 5-6, така. а? Не, 280 или 200, нешто така беше. На 200. Тоа се регистрирани. Тоа се Се- кои сега- што се фатени со фотостапици. Тоа. Значи, но бројот е секогаш поголем, да знаеш. Па дај Боже. Да, бројот е секогаш поголем. Да. Но тоа е убава бројка, еве јас мислев дека се 50-60, затоа што се знаат тие неколку точки каде што мечката на вистина се појавува, каде што успеваат да Да. ги снимат, да ги фотографираат. Има тие тоа е исто многу интересно, има фотостапици, поставуваат стружен никел, ги Е, ставаат па така на го најдоа тој депонија. рисот. Тој примерот тој најголемиот рисот, рис сега да. пред 2-3 години во Маврово, така Така го го најдоа најдоа, да. и го кликна на тоа. Да, Прекрасен примерот, никогаш прекрасен. нема, не знам дали успеа да го чипираат, мислам дека успеа и дека Ја сега мислам поставуваат и дека го нови чипира. камери, стапици што ви кажуваш. Да, супер, супер. Така. Но Време за тоа за во гостин. некоја друга прилика. Да, колега. Имаме многу интересен гостин. Е! Ајде да го викаме. Ајде. Ајде. Вардар и Скопје. Тоа се нашите вечни љубови, предпоставувам, за сите на што сме родени во овој преубав град кој доживува тешки Не може моменти. Наш гостин Не ти верувам за моите. Бени Шакири. Бени! Поштовани, Добре дојде. благодарам за поканата што ми укажавте чест Да, да со се биде тебе. дел од оваа екипа. Да, тоа што ние се обидуваме трета година поред да го направиме, Бени, е да ја подигнеме свеста на младите луѓе за екологијата, за еколошките навики. Дали твоето семејство гаите ви еколошки навики? Ама глед како те прете. Освен фрлање види ѓубре. како дене шупат од матичет и он вака ти бре, да, повелете што ве мачи сега да видиме дали ви е терапија добра. Ја мислам дека е дојде на такво време да практично и не познавам луѓе кои што не работат на зголемување на таа еколошка свест. Да станеме да си одиме, Веста. Да си да венча. Сите работеле се одедна. Да, Би да, требало да, да е да, така. да, Да, би негуваме еколошка свест, редовно фрлам ѓубре, како ти кажам, и тоа во определено место, у контейнер. Рециклирани. Имате во близина од овие наши пријатели Пакомак? Имам како Лута, не, имам имате? апликација И- на телефон и тоа не го правам за некоја новчана надокнада, Така него го е. правам за тоа што се таложи многу пластика и ако има определено А место- децата во дали близина? собираат Има во да? близина? Има доле во верото, да, у маркет. Има доле во верото? Да, има автомат голем. Оштетеме? Не. 90% се оштетеме. Не, знаеш. и многу ми е Изгледа драго тоа што е- гледам многу често луѓе кои што носат онака цели А децата твои носат собираат? Па не, Не. Да, сега го видов и јас во веро. Сега Јас сум, Да. и јас сум комунална хигиена. Сакам да кажам, тоа е заштитен бидејќи е внатре, но овие што се Да. надвор, знаеш Надвор, дека се да. подложени Тоа на е- хулиганите и останатите банди. банкоматите ги дигна у воздух ти заедно. Мислам, тоа не е спорно. Нешто тебе те потсетува Вардар, вака кој ќе знам ти си еден скопски градски дечко кој што постојано си дури. И кога не се познававме, првата меморија на Бени ми е плава коса, бели фармерки, згоден, слаб, од тој Вардар од Ајде, таму, станеме сирене, пошто ова- Ајде да ова не се сидаме да, поднесе. од таа страна кај што се ова кафулињата, и од трговски центар, и таму идеше, ова не сум кажала никош, таму одеше и нешто како го имам запамтено, веројатно тоа не е и професија, знаеш, на нас глумци прва година ни даваат вежби, сите за да развивате перцепција и обсервација, мора да ги наблюдувате сите ликови луѓето кои што се околу вас. И веројатно тоа што сум не сум нешто гледала, баш за наблюдување. Мислам и дека нема после 2 шукус, али добро, месеца, ајде. 3 Не се би било почна добро да си за наблюдување. После 2 месеца, 3 ти почнеш да те гледав, пееш, свириш ово. Значи, сериозно сум те видела баш покрај Вардар. Што те потсеќа на Вардар? Вардар ми е стара љубов, Вардар ми е како се вика тоа дел од мојот видокруг малтене секојдневно, затоа што јас сум пасиониран трчач. Да. Стварно? Да. Сериозно? трчам, да. Не сум го знаел за податок. Ја со гордост тврдам дека сум еден од колку ја паметам се, како почнав да трчам, имаше многу малку луѓе на Вардар што трчаа. Кеј, така? На Кеј. Океј. И обично ја трчам онаа рута од Сити Мол до аеродром назад. Ја не мора да е таа цела истрчана. Не си секој ден исто расположен, али Вардар ми е тука го гледам.
и ми е мачно некако. Колку време како што го трчаше Вардар, ако си веќе пасиониран долгогодишен джогер, како се менуваше Вардар пред твоите очи? Кога одеше од таа рута иста, нели? Сигурно си го гледал процесот на градење на Сити Мол. Знаеш како, сигурно кога- е- Страна од од Диснейленд страна- до Фрасте, Диснейленд. Кога ја трчаш таа рута скоро секој ден, практично ти доаѓа вообичаено, више не ги ни приметуваш деталите, знаеш. Али некогаш постоја детали кои што не можеш да не ги приметиш. Се сеќавам на една ситуација, на една гледка која у мене пробуди еден неверојатен револт. Верујте ми, докаде досега погледот окото, тоа е некаде од како би му дошло мостот Близнак, се овој што се запали. Така. Некаде до овој новиот мост што е спорен аеродом што го спаја со, како се викало, од спротива. Тоа беше полно со пластични шишиња. И мене не ми беше јасно како вака оставаат кои год да се власти, дал се, не знам, градски и тоа беше пред добри десетина години. И дали се уште има тоа? Па има како нема. Да. Апсолутно мислам. А што, од кај доаѓа тоа? Луѓето сами? Немам појма. Нема место у Да. контейнерите, па они се одлучуваат. Немам појма, можеби тоа се и луѓе што ги собираат оние пластични шишиња, нели ги носат, па ги откупуваат. Непродадена роба. Да, непродадена роба, да. Или Дали па си ги го користи пробаат? као складиште. Оти што ти нема да ги украдеш пластичните Да, да, шишиња? да. Види, можда му треба превоз за некоја точка подале. Например. Си го пушти ги. знаеш. Тоа е Пловен Вардар. Да, али ова беше добро прашање, како се менувала сликата? Да. Штом толку долго време, тоа те праша Весна, како Па ја речи си да не паметам да сум Не гледам ја, трчам напред. Не се сеќавам од моите младалачки денови, односно као клинец, она што преска Игор го спомна, и на састав и доле на градска плажа и каде што Вардар у еден момент кој што траеше веројатно у тој период со години, каде што луѓето се рекреираа, се бањаа, можеше да изидеш да се сунчаш со другари, да сме плажи бе, дечки, Да, плажи бе, плажи, шкалки плажи. со И сега да стигнеме до тоа е долгогодишен процес за кој што исклучиво сме виновни ние граѓаните, никој не ни е крив, знаеш. Така да Дрисла предаја направат, Вардар беше Дрисла, откако Така се е. напуни Вардар, Ја онда не ја знам отворија. друг град на светот што помалку се гордее од својата река од Скопје. Не, тоа е неверојатно. Тоа само во приказните и во песните се Да. гордее Вардар Тоа е Скопје. неверојатно. А вака во обичното секојдневие, ама баш ништо Баш гледаш ништо. дека никој не прави. Имаше една гледка пред отприлика 2 години кога го снимавме она спотот Вака Да. не може, каде што има доста детали од тој период. Не би сакал сега да го претворам немам таква намера во политичка, како се вика тоа, али навистина тоа беше целото раскопано ѓубре со викам. Колку им треба да земат да го завршат тоа. Знаеш, тоа беше Не, затоа почнато и и се така разговараме, Бени. оставено. знаеш. За тоа правиме Екологија не познава политика, за жал не би Апсолутно, требало да апсолутно, познава, овдека апсолутно. познава, овдека прво Екологија и исполнитель- култура, тоа за- Екологија и тоа- култура, да. Мене, Значи не знаеш треба да како? познава политика. Мене исто не ми е јасно, рецимо сега, ако збориме за екологија, воздухот бил загаден. Истите тие луѓе кои што донесуваат некакви одлуки за одвајање на некакви средства за прочистување на нивните деца Во нели го секоја епизода Во ово секој кажуваме, дел ево, дишат во истиот секоја воздух, епизода, Така е. нивните деца нели дишат Ај специјален ли децата воздух? они се себични, егоисти се. Они го дишат истиот Така воздух. е, да. Тие што се на Така да, позиција. не ми е јасно, ако си човек од одлука, ако имаш механизам, инструмент во раце да донесеш некаква одлука, брате мили, да се откажеме од све, дај барем да пробаме да ишчистиме воздух, реки, не знам, планини и така натаму. Ретко имаме човек интересен како тебе. Да, баш исклучи. Нели обично се професори Да. така кои потекнуваат стручни теми и тоа. Попаметни, сигурно. Да, сакам да кажам, ете, она баш неколку пати го напомена тоа дека си стварно еден од најурбаните ликови. Шо мислиш дека му недостасува на Скопје од тој аспект да вие фамилиарните луѓе безбрижно можете да се прошетате покрај Вардар, да не се грижите за безбедност, да не ти падне джипот у Вардар, Така е. да не падне детето од мостот, да не Од се мостот, сруши, да. да не. Тоа мене ми изгледа потполно небезбедно. Трчањето навечер, Постоја попладне стандарди. во вечерни часови, Така е. те овој го ограбиле, те овој го претепрат, Да, ти е да, страв да, на да. џогинг да тргнеш. Постоја стандарди секаде во свет. Ако не ти е јасно како да го направиш или не знаеш, ќе појдеш, ќе Препиши бе. препиши.
Како Мала дигресија у контекст на темава на муабетот, свирим у Тирана пред 10 години во Hard Rock кафе, односно Тирана Рок кафе. Влагам унутра клуб као да сум влегол у Лондон. И се седам со собственикот, правиме муабет. Викам, многу добро си го направил ова. Вика, јас сум го направил. Отидов у Лондон, вика, земав, немаше тогаш телефон. Земав камкордер, вика, го снимив цел, вика, идентично му го дадо, вика, се како што е на снимката, така си го направив и јас. Да. Има попаметни од нас што ги смисли и работи. За да имаме и безбедност, за да ни биде угодно, да ни биде пријатно, да може да изнесеме деца, да може да го уживаме тој Вардар, кеј, водно, небитно. Препиши од надвор. Во Волкав град само парк да е место кај што И тоа е како и тоа е ограничено мало. Ајде парк е некако е пак, влегуваш во некаков друг свет, стварно. Ќе влезеш од 40 степена, влегуваш на 25 степена тоа. Но инфраструктурата, понудата и тоа е здодевна, монотона, бетонот, стадионот од една друга. Бетонот, хотелите. Не ми е јасно, никад нема да ми биде јасно како на толку мал простор, зборам у смисол на квадратура, да набиеш оние 3 огромни гари. Да, тоа е страшно. Значи, каков год одговор да ми дадат, нема да биде... Нема да има логика, знаеш. Нема и со разум потврдено. Иначе Кико Преска спомна сплавови, па тоа Београд го прекопираше од нас, па они направија сплавови. Ние сме печени за сплавови. Така е. Пошто имаме таман простор на Вардар уште за неколку сплава и тотално се затвори. Да се забетонираме. Катастрофа. Мислам да работиш против себе, тоа не ми е... А биде ти се кандидираше за градоначелник? Да. И Ја следевме твојата кампања. Беше, не знам што те занима. Не. Екологијата како беше застапена. Имаше ли вака да ти текна сега нешто во Што ти, програмата ако твоја? хипотетички станеш градоначелник од еколошката, што ќе направиш? Имаш една секвенца таму на YouTube, можеш да ја најдеш. Дури се мајтапеа со мене и ми е многу драго што баш тој дел го извадија, знаеш, кој ќе ти извадат, сакајќи да извадат од контекст, уствари не знаат дека ти прават услуга. Ја кажав дека Скопје ќе го исчистам и ќе го направам да блешти. И они го извадиле тука, го скратиле, ќе го исчистам и има да блешти. Добро. Мислам, пази да не го... Слушај, новинар, адвокат, не дај ти Боже, да. Данте, знаеш кај ги ставил Данте, у 9-тиот круг доле. Најдоле ги натапка. Градот треба да биде чист. Имам еден спот од 2017 година или 2016, више не сеќам, се вика "Нема правда, нема мир". И сега го режираше Чедо, го направи цел спот. Мислам дека и Новица беше во екипата, колку што се сеќам. Викам, Чедо, можеш ли поцрн да го направиш спотот? Баце. Па таков ни е градот. Шо да снима? Он го направил тоа што го видел, тоа што го живе. Запрежни коли, контейнери, полно, преполно, прљаво, ужас, онака катаклизма. Вика, неам што да ставам добро. Готам Сити сме. Да. Така да, у контекст на таа кандидатура... Мислеше дека ако станеш Не мислев, јас знаев дека нема да станеш. Не, тоа знаевме сите. Не, хипотетички. Ако станеше градоначелник, ќе се бавеше со екологија или прво? Апсолутно. Ќе се решаваше прво администрацијата. Час на речесен збор, мислам, сум спремен да потпишам со глава. Би се заложил, ако ништо друго, бар да бев, да станев градоначелник, ќе работев исклучиво на хигиена. Дури хигиената ми е побитна отколку, ја не знам сега, да не бидам погрешно протолкуван, меѓутоа поважно ми е него ставање на некаков мост покрај 6 постоечки мостови, знаеш. Пошто ние секако гледаме да си го олесниме животот и на тој начин ставаме мостови, не знам, правиме, не знам какви чекори, меѓутоа пак жена искача од кола и вака го фрла ѓубрето, затвара врата, човекот си оди, ја гледам и не ми е верно што гледам. Пред мене вака. Значи она не се уопште не ја интересираш дека си тука, дека ја гледаш. И многу е поразително што само во околината да отидеш. Значи не треба да шетаме македонците, ние ти Албанија ја спомна. Кажи каква е разликата? Албанија отиде како изгледа тие градчиња таму како аптеки. Мислам, ја знам дека можеби ќе звучам и како се вика тоа.
ќе звучам и горко, ќе звучам и непријатно можеби, али мора да си ја признаеме и грешката и вината наша, тргнувајќи од себе. Значи Србија, Косово, Албанија, Бугарија, Грција, секаде е почисто и поволка. Тоа е точно. Затоа и Ја не знам, тие луѓе немаат две глави со 4 Така е. овакви Да, најголемата трагедија е што истите тие наши што живеат Се грижат во тие да. високо развиени држави, кога ќе дојдат летно време, го прават овде во сопствената држава, она што не сме ни да помислат да го прават. јасно. Надвор. Во целост нивното однесување е драстично. Ај сега ќе те вратам што само за крај за нешто што одамна сакам да прашам никој. Вие не сте живееле па комши бевте во бившиот живот, сега ми текна. Абе во иста зграда. Во иста зграда. Ти веруваш ли дека ние за 6 години 2 пати се видовме во самопослугата тоа? Да, знам, сега ми Два пати се текна, видовме, знаеш. 2 пати со Нора, 2 пати со него, он на една страна, една друга страна. Нема Да. кој знае кога сме искачали, сме се Од- прибирали. од- Да, Студено. нашата работа е напорна, стресна и ноќна. Не, во тоа време Јон многу работеше, тогаш и Ма и албумот сега излезе работи него. И тогаш многу и јас и тој. Но не сте живееле секогаш во аеродром. Не, јас сум чајчанец роден. Ете така. Сакам да ми раскажеш приказна еве за Старо Скопје, за Чаир. Јас со татко ми имам муабети за Чаир. Он иделе од Ново Мало и пешки со другарите оделе до Чаир. И он тврдеше дека Чаир е можеби најскопското место. Биди, Чаир беше една преубава, прекрасна населба и сега кој ќе појдам таму, као и впрочем цело Скопје со сите нови градби, непланско работење, Да. урбанизирање и така натаму, можеш да установиш, ако веќе го паметиш, а ја го паметам Да. Чаир од тоа време, дека тоа практично не е истата населба. Ма тоа беа Не. куки со големи Така е. дворови. И јас така го со памтам. зеленила, Беше средено, беше со уредено. паркови, Да, јас така напред. го памтам ко Кај мала. мене у мало, рецимо, сега вака сме у некаков, да го наречам, квадрат, имаш 4 згради, парк има у средина, ние седиме на клупи, има идиоти наравно кои што ќе ги искршат тие клупи. Да. Имаше, ја никогаш, али моите другари беа вични да донесат и греди, знаеш, да ги Поправаат, да ги да ги поправаат, да ги репарираат, фарбаат. да. Црева мъкневме од дома, залевавме паркот тука да ни биде зелено. гледаш. Ден денеска е тоа така. Али тоа е култура на живење и сега не би сакал никого да не би сакал да звучам надмено и да навредам било кого, меѓутоа мислам дека оние што се дојденци во поново време, и тоа не е случај само во Чаир, него е во цело Скопје. Во цело Скопје. Да они практично не можат да се, како се вика тоа, да се се углобат, адаптираат. да се адаптираат, нешто им е чудно, знаеш. Јас сум видел, мене ми кажуваат за лекар, познат лекар градски, скопски, кој вика седи од балкон, вика директно фрла кеса со ѓубре, вика и како погодуju тие. Ги знаеш оние зелените канти што се Да. Одгоре. Неверојатно човекот е вика академски наобразован, стручњак, Така, али така. џабе, мислам дека не е до наобразба. Морам да го тука кажам, е до- ова ме подсети Бени сега. Постоеше една легендарна емисија Скопска хроника. Да. И хигиената во главниот град, нели, одат по населби и еден ден кулите камел, гаро кај што Да, за живее, добра и приказна, навраќање супер гаро го приказна. наоѓаат. Раскажи. Како хигиената? Гаро вика, господјо, катастрофа. Вика, вчера од втори спратов дека една жена мртва, ладна, вика, кесата, жута кеса, вика, таа и ја фрли, вика, пуна. Тама вика, навистина, да, многу су безобразни, вика, а од пети спрат, вика, прошлата недела, голема црна кеса за ѓубре, вика, и само, вика, ја фрли од озгора. И но вика, навистина, што зборуват? Али то не е се, вика, он. Минатиот месец, тој дечкото од 12 спрат се фрли, вика. На Скопска. За хигиената во градот. Поцрмен од Монти Пајтон. Да. Види, али мора да признаеме дека не е проблемот само сега. Ние мислам дека од увек сме биле доста Се разбира, но го Не спомнав ја тоа во Да, некоја од секако. претходните емисии. Јас израснав спротив фабриките пластика и алумина. Алумина, да. Не беше спротив во фабричкиот двор игравме ние. Беше чисто. Не мирисаше, не беше загаден. Беше Филтри чисто. имало. Тоа беа оние алуминиумски, како се вика, тие профили наредени. Филтри. Како во аптека направено. Се беше и функционираше. Нели не само у однос на хигиена, него у однос на целокупно живење имаме недостиг на срам. Луѓето не се срамат Не. више да. Тоа е Мислам точно. дека Тоа тоа е е- браво, тоа е точно, Мислам да. дека тоа највише нас не Да. не
Да, недостаток на срам. А нели велат дека глупоста е мерлива само со срамото. Така? И со Вселена. Хубаво ја заврши емисијата, колешки. Благодарам Ти за благодарам Фала, што Бени. дојде. Те сакаме. среќна нова година. Еј, среќна среќна нова нова година! Што да си посакаме за нова година, Бени? Па, има многу. Кажи една, бираш една. Ма само здравје, друго Само се здравје. прави. Игор? Јас да се вселам во куќата во Дојран, дефинитивно. Партизанска 60, бандитен, штрасен, зекси. Така се вика во Дојран, че ти се вика улицата Партизанска. Не ми се вика, јас живеам на улица На Партизанска број 6. А смештајки има Поверете. Смеште Затоа во наредниот живот да ќе отворам 5-6 апартмани. Едва и чекам. Јас сакам да Дојран одам во златен, Париз и доаѓам. да го видам сидми во Америка. Среќна нова, дечки. Среќна. Чао, чао.